цар Симеон, свети Јоан Крстител и сите светци во вечна. Чита Александар Станојков. Цар Симеон беше верувал оти ќе се роди Ристос и ќе не избави од грео што го имаме од кога сме се создале. Верувајќи цар Симеон оти ќе се роди Ристос, утро вечер се молел на Бога за да не умри дури негови риста. И за чудо големо, Господ сполај му, беше го послушал царо и кога се родил Ристос, го однесла мајка му црква на 40 дни да си земи молитва и едно го виде цар Симеон, Дух Божјив му влезе во срцето и го подсети да го земи на раце и да го види. Така мислејќи си царо, посигна и го зеде Риста од рацете на Богоројца и од кога го виде во лицето и во очите, се увери оти тој е Ристос што ќе спаси луѓето и му се израдувало срцето едно чудо и рекол: сега ми те видеа очите, Ристе, отпушти ме веќе да си умрам. Велејќи тој збор цар Симеон ја го дал на Богоројца Риста и тој на часу се разглобил коска од коска, како да беа лежале коските в земи 9 години, жолти како некој смил. Кога видела Богоројца тоа чудо, на големо чудо станало. Умирајќи си цар Симеон, му отишла душата во вечна, кај што оделе сите праведни во вечна. Едно влегол во вечна и сите што биле во вечна му станале на нозе да го пречекаат царо, дека бил многу стар. О, добро ни дојде, старче, му велеле сите. Добро ни дојде, како си, што чиниш, ај рабер, што има, што нема, како долу на земјата, дали нема некој избавиште за нас? Како стар човек што си елбете може да си научил нешто. Не бојте се, браќа свети, му рекол. Сега брго има избавиште на сите што сме во оваа темница, чунки јас се надеев од многу години и било волјата Божја да го земам Риста на рацете и да го видам со очи и зедов проштение, да си умрев пред него и си дојдов овде да го чекам и да ме спаси, заедно со сите вас. Кога чуја тој збор светиите, голема радост сториле и со душа чекале да појде Ристос во вечната мака да ја избави и за вистина дошло саато избавил сите од вечната мака. Поминувајќи 30 на годиње, биде късмет да го заколи цар Ирод свети Јоана Крстител и тој отишол во вечна. Едно го виделе светците од рајо, оти иди свети Јоан, сите нарипале на нозе да го пречекаат и со голема радост го пречекале. Добре ни дојде, свети Јоане, добро ни дојде, му рекле. Што чиниш, како си, што има, што нема на тој век, дали ти има некој избавиште за нас? На тие зборови цар Симеон не дочекал да докаже свети Јоан, тој фатил да кажува. Ами леле ви кажав јас, бре браќа, оти Ристос се роди и на раце јас го пречекав и го видов и проштење зедов. Оти бев се зарекол да не умрам дури не го видов. И ве уверувам, браќа, оти го видов и сега брго ќе дојде да не избави од оваа темница. Вистина, браќа, дојде Ристос, како што кажува цар Симеон, вистина тој го видел и на раце го зел, а пак јас сега брго сум го крстил во реката Јордан и се отвори небото. Та Господ проговори и Дух Божји падна на главата од Риста, велејќи: тој е сино мој, него да го слушате и да верувате. Да за тоа да се радуваме и да се веселиме и со голема радост да го чекаме, за да не избави сите од оваа мрака кај што седите и ќе седиме. Ете, вака да знаете, браќа мои. Слушајќи тие збори светците од свети Јоана, многу се израдувале и со денеска, со утре, го исчекаа Риста да дојди при вратата од вечната мака и беше ја удрил една клоцата, ја руши вратата од вечна и влезе внатре, да сета вечна се освети како најсилно сонце. Сите светци и сите грешни беа станале на нога и му се поклониле на Риста и му рекле: прости не, Ристе, и избави не од оваа темница. Сите му се помолиле на Риста, само не му се помолил да го прости Јуда, што го предаде Риста, и паднал на земја на лицето од страм што му падна кога го виде Риста. А друзите свети што излегоа од вечната мака заедно со Риста и си влегоа во рајот. Излегувајќи светците и Ристос од вечна, остаја Јуда во вечна, а пак влегувајќи во рајо, најдоа разбојнико прв влезен во рајот.